сега Линковски ќе се вклучиме. Ова утро ќе ја поздравам колешката понеделнички Ивана Крстевска-Јаневска. Убав ден, убаво утро има Ивана и секако убав почеток на работната недела. Ќе разговараме за слободата на медиумите низ фотографски објектив и за моментите што зборуваат. Секако за повеќе за ова од вас, заедно со Билјана Настевска-Калановска. Повели. Добро ти утро, Слободанка, и на тебе. Добро утро и на сите наши гледачи. Убав почеток на новата работна седмица. По повод светскиот ден на медиумите, односно светскиот ден за слобода на медиумите, кој што секоја година се одбележува на 3 мај, денеска со почеток во 14 часот во музеот на град Скопје ќе биде отворена и поставена изложбата која што го носи насловот Слободата на медиумите низ објективот, моменти кои што зборуваат, и токму за поводот за оваа изложба, што се ќе може да се види и до кога ќе биде поставена ово утро, ќе разговарам со Билјана Настевска-Калановска од Сдруженијето на новинари на Македонија. Билјана, ќе ви посакам добро и убаво утро. Со 2 дена за доцнување, нели? Честит нека е 3 мај, односно денот на слободата на медиумите. Вие по тој повод ја организирате и оваа изложба која што ќе биде отворена и поставена денеска во 14 часот. За прв пат Сдруженијето на новинари на Македонија прави една ваква изложба. Може да кажеме дека и за прв пат фоторепортерите ќе добијат една ваква изложба. Зашто поточно станува збор и најпрво како дојдовте до идејата да се направи ваква изложба? Благодарам на поканата, добро утро и на гледачите. Идејата е од таму што сметавме дека е време да се отстапи простор не само и на пишаниот збор, туку и на фотографијата која што има навистина голема моќ. Да, за прв пат се организира изложба под ваков наслов и со уште една цел, а тоа е да се означи меѓународниот ден на слобода на медиумите, кој што беше на 3 мај, како што спомена и ти. На конкурсот пристигнаа 15 фотографии. Би сакала тука и да напоменам дека голем дел од пријавените се и членови на секцијата на фоторепортери која што е формирана во Сдруженијето на новинари на Македонија. Темата беше да се долови слободата на изразување, она приказна која што не секогаш може да биде доловена само преку зборот. Нашите фоторепортери и tekako има убав креативен израз преку нивните фотографии. Интересно беше да се разгледуваат сите апликации, бидејќи знаете како кога еден новинар пишува, му го гледате аголот на пишување и ја гледате неговата подготвеност, гледате што е тоа што сака да го истегне, а со фотографијата добивате и емоција плюс. Сите фотографии кои што беа пријавени беа навистина впечатливи, голем дел беа и за несреќите кои што се случи во Кочани и навистина беше емотивно да се разгледуваат сите овие фотографии, но знаете како, тоа ја носи реалноста. Така што решивме на овој начин да одбележиме и да им дадеме почит на фоторепортерите за нивната работа. Како што спомена, е прва година се организира денес, токму, во музеот на град Скопје во 14 часот, па ево нека биде отворена покана и за колегите медиумите кои што не следат во моментов да дојдат и да ја погледнат. Поставката ќе биде една недела во музеот на град Скопје. Фотографиите се веќе таму. Така што за неколку часа од сега ние ќе се упатиме таму. Би сакала да напоменам дека оваа изложба е со поддршка на Европската Унија и планираме во иднина да продолжиме и понатаму, да даваме акцент на оние навистина важни работи, да истакнеме потребата од слободата на изразување и начинот на кој што тоа се пренесува преку фотографија. Споменавте дека 15 апликации имало на конкурсот кој што беше отворен за сите фоторепортери кои што имаат објавено фотографија во некој медиум, но колку е важно да се дава поддршката на ваков начин на фоторепортерите кои што и тие известуваат низ фотографијата. Ние новинарите умешно тоа го правиме со зборови, но тие низ фотографијата успеваат да доловат целата ситуација, да представат еден настан или пак да ни кажат колку било среќно на некое место или колку имало така.
Можеби ова е прва изложба, но ние со секцијата на фоторепортери при ЗНМ имаме во изминатите години бројни активности кои што се однесуваат најпрво на авторските права на фотографите, а потоа и беа вклучени во дел од обуките кои што ние ги организираме, тренинзи и слично, каде што се истакнува потребата од почитување на авторското право на секој фотограф. Доколку тоа е прекршено, Сдруженијето на новинари на Македонија има бесплатна правна помош за своите членови, каде што доколку се утврди дека некој ја украл фотографијата или модерно кажано ја позаимил под наводници, во тој случај се ангажира адвокатот на ЗНМ и од тука понатаму ја презема постапката. Имаше такви случаи во изминатата година каде што беа позаимени слики и потоа процесот си заврши таму каде што треба да заврши. Секогаш најголем дел од нашите членови кои што се и активни членови на ЗНМ се вклучени во обуките, се вклучени во сите оние активности кои што ние ги имаме, затоа што пред се ние сме членска организација која што ги застапува правата и потребите на новинарите, фоторепортерите и од сите секции на Сдруженијето на новинари, а планираме во овие дни да продолжиме и понатаму со следните активности кои што ни предстојат во годината. Меѓународниот ден на слобода на медиумите ќе се одбележи на вистина на еден убав начин, така што сите се поканети да дојдат во 14 часот, па и во наредните денови. На недела споменавте дека ќе биде отворена изложбата. Што следно прави ЗНМ? Кои се вашите следни активности? Оно со кое што ние во моментов сме активни е тренинг академијата за новинари и медиумски работници, која што официјално почна со функционирање пред 3 недели. Првата обука беше за стрес и оној феномен на прегорување, како да се справат новинарите со тоа, и морам да напоменам дека помина одлично. Минатата недела имавме уште една обука. Обуките се поделени на еднодневни и дводневни, со основен и напреден курс, во зависност од потребата и спремноста на новинарот кој што се пријавува. Втората обука беше истражувачко новинарство и етичко известување, каде што и колеги, искусни колеги новинари кои што се од овој сектор беа во улога на обучувачи. Поминаа фантастично. Имаше дискусија, имаше интеракција и во месец мај имаме планирано уште неколку обуки. Страницата која што може да се информираат нашите колеги е tagm.org.mk. Таму е директен пристап и до обуките, како да се пријават. Објаснето е се како треба, така што верувам дека со вложување во вештините и унапредување на вештините на колегите можеме да имаме многу попрофесионално и поздраво новинарство. Да, ви благодарам, Билјана, на одвоеното време и посакувам понатаму да продолжите како здружение, да бидете онака во борбината линија, на борбината граница заедно со новинарите и да се борите секако за нивните права и за сите медиумски работници. Благодарам, продолжуваме со истото и можеби позасилено темпо. Секогаш сме на страната на новинарите и еве уште еднаш покана денеска да се видиме во 14 часот во музејот на град Скопје. Да, ви благодарам уште еднаш, ќе ве поканиме сите вие кои што имате простор и време да ја погледнете работата на фоторепортерите. 15 убави дела ќе бидат изложени во музејот на град Скопје, а оваа изложба, која што е по повод меѓународниот ден на слободата на медиумите, ќе биде отворена се до наредниот понеделник, така што имате можност и време да поминете низ центарот на градот и во град Скопје, да им се даде на еден начин поддршка на фоторепортерите. И да, ова е многу значајна тема за сите нас почитувани.